Од носење ножеви и оружје па се до навредувања и понижувања. Ова се формите на насилство со кои се соочуваат учениците во училиштата во нашата земја. Насилството е присутно насекаде, независно дали училиштата се рурални или урбани, етноетнички или мултиетнички. Ова според првата детска амбасада Меѓаши се случува поради тоа што училиштата стануваат се поризични места за учениците. Носење нож во училиште, каде што учениците навеле високи 41%, носење палки, кое исто така 23% го навеле од учениците, и носење оружје со 9%. Ова е загрижувачки и мора да се алармира и мора нешто да се превземе, да училиштето биде безбедно место на престој. Има ситуации кога поради насилствата учениците не сакаат да одат на училишта. Се случува да ме сретна родител и да ми каже: ве молам ако може да одржите една работилница за врсничко насилство кај мојата ќерка, бидејќи таа секој ден се соочува со навредување, понижување и игнорирање и веќе не сака да оди и во училиште. Но насилството не запре ниту за време на онлайн наставата. Од физичко насилство премина во сајбер напад. Навистина е значајно да и сега во овие услови си воспоставиме мрежа со нашите ученици и да бидеме поддршка за нив. Сега, да кажеме, ученици кои што се изолирани, се уште поизолирани, бидејќи го нема оној физички контакт во училиштата. Сајбер насилството е можеби уште поизразено отколку во нормални услови. Истражувањето на Меѓаши е спроведено во ноември 2019 година и има опфатено 400 анкетирани, но поради пандемијата е објавено дури сега. Пријавени се 22 вида насилства, а најизразено, односно 88% од случаите се поврзани со навреди и понижување. Според наудите, состојбата може да се подобри само ако училиштата станат побезбедни места и ако учениците се едуцираат дека треба да го прифатат и почитуваат својот соученик.